Почитувани гледачи, еве сме на почетокот на уште едно издание на емисијата 15 минути со. Наредниве 15 минути ќе се дружиме со Славчо Тимов, познат како народен правобранител во регионалната канцеларија во Струмица, но денес ќе зборуваме на некоја подруга тема. Најпрво добре дојдовте во емисијава. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Така. Практично ова емисија 15 минути со, во овој момент можеме и да ја преименуваме во моето второ јас, бидејќи Славчо Тимов има многу интересни нешта да каже за себе. Јас го знам многу оддамна, од деца сме пријатели и знам дека Славчо Тимов е многу активен во спортот. И тоа не во оној спорт кој секојдневно го гледаме, не е фудбал, не е кошарка, не е одбојка, туку некој друг спорт. Екстремно. На времето, така, на времето Струмица беше многу позната по стрелаштвото. Славчо Тимов беше дел од стрелаштвото во Струмица, кое за жал сега го нема. Така ли? Ајде да се подсетиме на тие години. Кога беше тоа? Ќе те исправам, Ѓорги, стрелаштвото уште го има. Не знаеш дека уште учествуваме на надпревари. Секоја година на 5-6 надпревари учествуваме стрелачкиот клуб Струмица. Штом велам јас го нема, значи нешто не е во ред. Не е како порано. Не, Добро. ниту може да биде како порано, Така. бидејќи јас сум од 71 година во стрелачкиот спорт. И таму се израснав и како личност, да не речем, од дете тренирав, бев и рекордер, член на репрезентацијата на Македонија, имав големи успеси, потоа продолжив на локално ниво да тренирам. Комуналиц ги тренирав за спортски игри, комуналијади, основен суд Струмица кога работев таму. Така да јас никогаш не можам да го напуштам и заборавам тој спорт. Тој ми е спорт, животен спорт, како да речем. Јас сум универзален спортист, ги сакам сите спортови. Не знам дали се сеќаваш за една анекдота, јас тренирав и одбојка. Така беше, така. Со Бранко Белата, нели, Така. ти мислам беше Оливер, кој беа во Југославија, така се викаше клубот. Ѓорги Јанков ме истера од тренинг, после година време тренирање, бидејќи шутирав на кошот. Кошарка тренирав на одбојка. Така, тренингот, така беше. Добро. Ајде малку за стрелаштвото. Велам стрелаштво нема во Струмица затоа што какво е тоа стрелаштво кога нема стрелишта? И тоа ќе ти кажам дека сега во процедура е изградба на стрелиште. И тоа добро стрелиште. Така. Не е импровизирано. Старото стрелиште, знаеме, сите бевме присутни во тоа стрелиште. Беше во центар. Веднаш до градскиот стадион Младост, така. Меѓутоа документите од тоа стрелиште се кај мене. Јас ги чувам оригинални документи од стрелиштето и земјишто. Така. Се уште припаѓа на стрелачки клуб Струмица. Тоа решение никој го нема поништено. Сега таму што се гради, како се гради, не навлегуваме во тоа, бидејќи таму веќе не може да биде стрелиште, има згради, има објекти, има луѓе, не може таму да се пука како на времето. Во процедура е изградба на стрелиште ново, со пейнтбол, за ловечки трап, за пиштол, за се. Значи ќе биде комплекс од стрелиште. Во процедура е веќе и завршено земјиштето под концесија. Се зедам, меѓутоа треба поголем простор и тоа ќе се заврши. Ќе кажеме ли каде е или? Па нека остане мала тајна. Ќе откриеме во некоја наредна прилика, добро? Сигурно, бидејќи тоа и ќе биде во скоро време, ќе почнат веќе градежни работи. Имам целосна подршка од градоначалникот на Струмица, од администрацијата, така да имам лице кое е заинтересирано да вложи тоа доста средства во изградбата на стрелиштето. Ќе кажам, цело оружје јас го чувам, го чува клубот, меѓутоа во специјални простори се чува, имаме пушки од 2000 евра, ги чувам дома, бидејќи зборувам за воздушно оружје, не опасно толку оружје. И така да оружје, опрема имаме. Сега треба да купиме нова пушка за учество на надпревари и турнири со 7-9 војничка пушка. Имам стрелци доста, членови имам над 100. Навистина? Да. Браво. И сега
сакам да обезбедам услови прво стрелиште за тренинзи, бидејќи ние на надпревари одиме без тренинг. Немаме Тоа амуниција, сакам да прашам. Како може да има стрелачки клуб во Струмица, а да нема каде да тренираат? Одиме во Штип, некој пат тренираме таму, тоа е Од малку време на подалече. време, не може секој ден, така? Не може. Па и доста трошкови треба средства за таму. Да ти кажам дека пола ни бевме трети во државата. Нашиот клуб без тренинг, без услови никакви. Тоа зборува и нешто друго. Тоа зборува на кое дередже е стрелаштвото во нашата земја, така ли е? Стрелци, да не ти набројам, ти сигурно ги знаеш, тука имаше еден куп репрезентативци кои ја представуваа Струмица и надвор од државата, така да во поранешна Југославија бее на врвно ниво. Имаше и југословенски репрезентативци, ако не Да, Василев Васил, Ристо Василев. Гледачите кои го познаваат, да кажеме, Александар Цецимов, председател на организационниот одбор на Струмичкиот карнавал, на времето беше врвен стрелец. Да, во репрезентација беше и председател на стрелачкиот клуб Струмица и јас бев секретар. Јас сум вечите секретар над 40 години. Никој пат не сакам да бидам председател. Да, добро. Оти никој не може да ме смени и не сака, бидејќи јас работам. Значи нештата се движат на полето и тоа ме радува. Убаво е одредени спортови кои ги имаше порано и беа многу успешни, да кажеме. Еве сега се враќаат, еве стрелаштвото и покрај тоа што вие велите, да, постои стрелачки клуб, но треба да биде со сите нишани. Така да бидеме активни со тренинзи и да дојдат младите, не само јас да идам уште на надпревари. Апсолутно. Јас завршив ги сите школи за меѓународен судија, меѓународен тренер за сите оружја. Меѓутоа јас треба некого да тренирам. Сега овие Комуналец, општина Струмица се така на друго ниво. Така, не знам дали се сеќаваш, тоа е некаде на почетокот од 90-тите години, стрелачкиот клуб организираше и турнири во кои учествува разни фирми, да кажеме и не само фирми, туку и организации, да кажеме полицијата, војската. Предарата има јака екипа. Ама на еден турнир учествува и вработени во ТВ каналот ВИС. Па и јас стрелав и освоивме трето место. Така, да знаеш. Добро. Многу убав спорт, за младите особено. Ние повозрастни треба да ја овозможиме услови да бегат од овие кафичи, овие мобилни телефони, бидејќи стрелачкиот спорт е доста интересен, а и многу допринесува во градбата за една личност. Треба тука трпение, концентрација, така да не набројувам. Значи, многу добар спорт. Колку е тоа скап спорт? Потребно е оружје, потребни се одредени мети, подвижни мети, диаболи, не знам. Па, како да речем, ние импровизираме сега за сега, а инаку доколку треба озбилно да се занимава со тој спорт клубот, како што треба, има доста средства. Од пред една година јас прв пат и добивам средства од локалната самоуправа, барам спонзорства за да започнеме. Меѓутоа, кога ќе се направи стрелиштето и ќе се кога ќе имаме кај да тренираме, ќе треба поозбилни средства и тогаш, мислам, ќе создадеме вистински услови за стрелци. Многумина се сеќаваат на она отворено стрелиште кое се наоѓаше веднаш до градскиот стадион во Струмица. Воздушно беше тоа, да. Така, но имаше едно затворено стрелиште, дали беше тоа импровизирано, но во Партизан имаше едно стрелиште, не знам дали се сеќаваш, и дури се сеќавам дека правев некаков прилог, некаква репортажа за Бранимир Јовановски, олимпискиот првак на Параолимпијадата во Барселона. Со пиштол. Така, со пиштол, кој се подготвуваше за некакво големо надпреварување токму во Струмица. Тој беше на престој во хотелот Цар Самуил во Банско, а тренираше во Струмица во затворено стрелиште кое беше сместено во ДТВ Партизан. Тука во тие канцеларии кои беа, имаше тука некакво. Како не се сеќавам, јас со Бранимир и лични пријатели сме. Тој ме и тренираше малци и пиштол, бидејќи јас сум пушкаш, ме тренираше пиштол. А на сите стрелишта се сеќавам бидејќи секаде тренирав. И во Партизан, не знам дали имаше можност во Кугланата, во војните, до војниот базен, таму имавме стрелиште, имавме стрелиште во Никола Карев, воздушно, и таму сум тренирал.
Сега пак преговарам со директорот на Никола Карев да направиме доли во подрумските простори едно воздушно стрелиште. Покрај ова што планираме да го градиме, кој ќе биде боево на 100, на 200 за пиштол и така. Супер. Но можеме многу, ние се знаеме одамна и може да разговараме многу повеќе од предвиденото време. Додиме веднаш на другата тема. Кога зборуваме за спортот и за Славчо Тимов, тогаш приказната не завршува со стрелањето, туку има и уште поинтересна приказна, тоа е параглайдерство. Некаде во 90-тите години заедно со мој снимател бевме на една интересна локација таму некаде кај Валандовско брдо од десната страна и ги снимивме. Јас прв пат видов такви. Ветерно се вика. Така. Беше таму Славчо Тимов, беа некакви параглайдери дојдоа параглайдеристи од Прилеп и така. Миле Јовановски, еве сега неговите деца беа мали, а сега се врвни на светско ниво. Ајде малку околу тоа. Од кога Славчо Тимов е параглайдерист? Точно од 2020 година, април месец, почнав со обука за параглайдерство. Го видов тоа на телевизиска емисија, имаше телефонски број, се јавите. Сгреши нешто, 2020 рече. 2020 години се бавам со тој спорт. Почнав обука, имаше доста заинтересирани, за жал одевме во Прилеп. Може би 10 години нонстоп бевме во Прилеп, на обука, на летање, бидејќи тука немаше услови. Имаше обучено преку 30 пилоти за параглайдери, сега останавме уште тројца. Така, бидејќи сега створивме и услови за тука, да може тука да се обучува, тука да се лета. Не знам дали знаеш, има писта над Струмица, има писта на Беласица е века цела писта, не треба таму да се прави. На Валандо ова ја направивме, ја регистрирав каде што снимавме. И сега таму од Гевгелија параглайдеристи направи уште 2 писти, Голаш и уште една писта, така да со пристапен пат за джип. Во Струмица има 5 километри, со помош на општина Струмица, направивме пристапен пат. Пистата 70% е завршена, сега вршам притисок и на општина и на спонзори да се направи уште 30%, за да може сите да летат. Јас може да летам од таква писта, меѓутоа по пропозициите мора да се коригира нешто, за да може секој да лета од таму, и тандеми, и така, надпревари да се одржуваат. Јас ќе ми текне исто со тебе една смешна ситуација. Ти ме снимаше над Струмица кога летав. Така. И имав неуспешен старт. Јас полетав. Не. Јас ке може да раскажам. Таа снимка мислам ти уште ја чув. Не е тоа над Струмица, туку е баш на потегот меѓу Струмица и Валандово, од таму, ако не се лажам, како и да е. Знам дека Славчо Тимов е одличен параглайдерист, меѓутоа јас бев сведок на еден негов неуспешен обид, тој полета со својот параглайдер и некако ветар го зафати и заврши во едни лозиња, за среќа без никакви последици. Така ли беше? Така, не, ќе ти коригирам јас. Да? Полетав од Струмичката писта. Добро. Ама таа претходната писта. Таа работевме 15 дена рачно, ама не беше добра пистата и затоа и таму направив грешка. Јас полетав, ти ме снимаше, меѓутоа влегов во еден жбун. Параглайдерот падна преку жбунот, а мене ме снема. Тоа беше интересно, така. Бидејќи екстремен не дај Боже, нели, да не се повреди. На млади години разбирам, не се плашиш, ама сега на овие години не ти е страв? Ова е многу ризичен спорт. Па ризичен, екстремен е, за жал секоја година и гинат луѓе. Го има својот данок. Види, вака, едно лице дојде на обука кај тренерот, кај инструкторот и вика, јас сакам да летам, вика, од ништо не се плашим. Така ли? Вика, бегај, вика, јас, вика, се плашам, ти не се плашиш. Така да секој се плаши. Секој нормален човек, стравот е карактеристика на интелигентни луѓе. Може да не се плаши некој што, да не речем, не е како со сите. Имам страв, ама разумен страв, и кога ќе завршиш обука, кога ќе се осетиш безбедно, сигурно во воздух, кога знаеш да имаш вештина за управување со параглайдер, си пилот, имам, не знам дали знаеш, имам швајцарска лиценца за летање. Браво.
Исто има и Тео, мојот вечити партнер 20 години што летаме заедно, Браво. кои останавме од тогаш. Така да страв си има, нормален. Битно е, кога ќе дојдеш во лоша ситуација, да имаш присебност. Да не те фати паника од една грешка во друга и за жал може трагично треба се да заврши. имаш и сојузник во времето, бидејќи во текот на летот може некакви нешта да се случат со времето. Јас бар така мислам, Точно е, како лаик. ние ги пратиме временските прогнози Така е. и на лице место кога идеме, ние одма не полетуваме, пратиме, прво ги гледаме пилињата. Имаш едно парталче таму, колкав е ветерот, колку го дига ова. Да, Така ли? имаме инструменти, мислам, ама јас... На времето, велам, така беше, Да. И сега е парталче, само сега се вика кубасица, нели, и ќе го ставиш и го пратиш. Така е. Не сме право да летаме, секој пат се консултираме, најстариот и најискусниот кажува. Може некој почетник да му каже, не летај, не е за тебе, јас може да летам, друг не. Имаме ситуации, јас и Тео и Джери, тој беше исто добар пилот, идеме, он малку нестрплив е, летнува, кога летна, кога го дигна нагоре, ова кубасицата што беше, дојде еден девил даст, како се вика тоа, го искорна горе и го тресна од земја. И јас и Тео само се погледнавме и нема летање. Да констатираме, услови има во Струмица, прекрасни услови има, само треба интерес. Ако зборувавме за тоа колку чини стрелаштвото, и ова многу чини пари, бидејќи треба се да се Кој сака, значи може без пари кај нас да почне, ние секи му дадеме опрема. Имаме и спонзор овој Менде, најдобриот летач, да не речем во регионот. Тој за нас, ако треба, и бесплатно ќе обучува, за да тргне спортот. Во Охрид, кога идат мои пријатели, им се јавувам, бесплатно ги летат тандеми над Охрид и над Струга. Така да гледаме на било кој начин да ги привлечеме младите влюбеници во тој екстремен спорт. Мора да кажем дека секој не може да лета, во смисла помладите треба секој пат да имат одобрение од родителите. Апсолутно. За жал, од овој спорт има летање, ама има и трагични некој последици. Тоа мора да бидат предупредени сите родители, браќа, сестри, да знаат дека нивните деца се занимаваат со екстремен спорт, од каде може не само да шинеш нога, него и живот да се изгуби. Токму така. И одеме на третата тема, а третата тема е нешто што јас досега не го знаев, а тоа е дека Славчо Тимов прави ангажмани за отворање аеродром овде во Струмица. Да. Ајде да ни објасниш зашто стана Па вака, јас почнав да летам со утвата авионче, мало авионче во Штип и едрилици. И мислам, за мене најдобро лет може човек да се осеќа најдобро со едрилица. И овие што се пријателите и колегите во Штип рекоа, направи аеродром, ќе дојдеме со едрилици, како на времето, знаеш, во Струмица Сачево аеродромот бил доста активен, имало падобранци, летање. И Струмица била една од најдобрите подрачја за остварување на големи висини. Тука има дигано на 6000 метра. Навистина. Со едрилица, да. Така. И така да условите се прекрасни за летање. Тоа е на половина висина од голем авион. Нели, да, авионот летат на 10.000, ова е на 5.000, така? Да. И така да аеродромот, постапката ја почнавме, беше инспекторот од Агенцијата за цивилно воздухопловство. Сега имаме еден параглайдерџи во исто инспектор е вработен во агенцијата. Имаме целосна поддршка, исто така општината не поддржува. Аеродромот е готов, да не речем. Каде? Меѓу Сарај и кои села се таму? Меѓу Сарај и Уште едно село. Уште едно село е таму. Локацијата ја знам, сум бил таму доста пати. Израмнано е, теренот е 70 на 600 метри. Инспекторот рече дека е идеално за полетување и за слетување, за ултралесни летала, да не се залажуваме дека тука ќе дојдат авиони и карго или такви работи. Ултралесни авиони, едрилици, и треба уште 100 метра најверојатно да се прошири. Во тек е концесијата да се земе и имаме лице кој ќе инвестира и ќе го веќе 90% завршен аеродромот. Инспекторот рече дека имате идеални услови за спортски аеродром за летилици во од типот на Штип. Одлично. Да, еве, се враќаат некои нешта во Струмица.
благодарение на такви ентузијасти како што е Славчо Тимов. Јас се сеќавам на времето кога во Сачево имаше прекрасен аеродром и тогаш многу беше развиено падобранството, бидејќи и како податок кој оди во прилог на таа моја констатација дека Струмица имаше и југословенски репрезентативци во падобранство. Да. И јас се сеќавам дека на еден фудбалски надпревар помеѓу Беласица и Тиверија во првата македонска фудбалска лига, топката на центарот беше донесена Мирчо. од Мирчо. Се сеќавам се, да. Беше југословенски репрезентативец, носеше брада и така Да, натаму. да. Полета авион, нели, дојде авион некаде над градскиот стадион Младо, се спушти Мирчо и точно на центарот ја донесе топката и од тука тргна над преварот. Убаво убави се тие нешта, убави се тие новитети кои ни ги спомнуваш, но навистина времето ни е кусо. Да. Само еден податок, значи тука кога леташе еден многу добар од младите летачи, Кристијан од Стојаково, беше со татко му, од полета од нашата писта искачи 1300 метри со параглайдерот. Значи од 50 метри се спушти и пак се дигна, значи воздушни струјења има идеални за големи висини. Од Беласица идат секоја година по 10-20 параглайдерџии, мислам параглайдеристи, мои гости со планинарското друштво обезбедуваме престој, преноќевање и прекрасни летови. И, еве, ја завршивме темата спорт за неколку спортови, нели? И пред да ти се заблагодарам на разговорот и на учеството во емисијата 15 минути со, уште една тема ќе отвориме, ама само те молам во 2-3 реченици, а тоа е Славчо Тимов е активно вклучен во заштитата на културното наследство. На кој начин? Се пререгистрира Сдруженијето за заштита на културно наследство Свети 15 Тиверополски маченици. Тоа е здружение формирано од општина Струмица на времето пред 20 години. Сега моментално членуваме 12 луѓе. Имаме одлична соработка. Во здружението има двајца археолози. Се надевам уште некои ќе внесеме. Одлична соработка со музеј завод музеј Струмица, со раководителот, со археолозите. Струмица е за мене Египет и Струмичкото подрачје, значи има доста културно наследство, богатство, што треба да се штити, да се чува и да се открива во иднина. А кои ќе бидат резултатите од тоа друштво? Ќе имаме уште многу време, теми, вакви емисии за кои може да зборуваме и понатаму. Да. И за тоа и за сите други знаеш теми кои приказката на Паско Кузман дека тука е гробот на Александар. Добро. Јас ви благодарам на разговорот, ви посакувам многу успех и во параглайдерството, и со отворањето на аеродромот, и со стрелиштето, и со заштитата на културно наследство. До следното видување, довидување. Благодарам, се надевам ќе има повод за чести видувања и разговори. Благодарам. Беше тоа, почитувани гледачи, емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија. Довидување.